За македонските институции прифатлива идејата ранети украински војници да се лекуваат и рехабилитираат во земјата. Во моментов во одбрана и здравство се правата на лизи на капацитетите со кои што државата располага. Председателот на Украина Володимир Зеленски на неодамно одржаниот самит Украина Западен Балкан на оваа тема разговарал со неговиот македонски колега Пендаровски. Ставот на Министерството за здравство во однос на лекување и рехабилитација на украински војници во земјава е позитивен. Во текст се анализи за капацитетите како би можело да се изнајде решение и да се излезе во пресред за лекување и рехабилитација на војниците од Украина, доколку е побарано од нивна страна. Од Министерството за одбрана за Глас на Америка вела дека Северна Македонија својот став за поддршката на Украина го има јасно и јавно изразено многу пати досега. Поддршката велат за рехабилитација на украински војници е позитивен и од анализите за начинот на нејзиното спроведување е во тек. Министерството за одбрана, односно армијата на Република Северна Македонија, во својата структура го има воено-медицинскиот центар, кој може да пружа општа медицинска помош, односно амбуланско лекување, но не и да лекува во болнички услови. Течат анализите за начинот на кој ќе се пристапи кон можноста за ваков тип на поддршка со Министерството за здравство, но убедени сме дека доколку се упати такво барање од украинската страна, ќе може да се најде решение и да се излезе во пресред на земјата која има за цел да го одбрани својот суверенитет од руската агресија. Министерката за одбрана Славјанка Петровска неодамна рече дека министерството со кое таа раководи ќе ги стави на располагање сопствените капацитети врз основа на претходно направена проценка со сите институции. Во рамките на Министерството за одбрана постојат капацитети кои можат да бидат соодветно ставени на располагање. Немаме се уште конкретни датуми, меѓутоа Министерството за одбрана и армијата како и секогаш се подготвени брзо и веднаш да реагира. Во прилог на ова вели министерката оди искуството кое министерството и армијата го имаат со тренизите кои ги спровеле на крајот на минатата година за околу 120 припадници на украинската армија кои биле обучувани на тренинг центарот Криволак. Од регионот, единствено Хрватска на лечење и рехабилитација засега прима тешко ранети украински војници. Тие се сместуваат во здравствените установи низ државата и во зависност од видот на повредите. Првата група од 17 војници во Загреб пристигна во април 2023 година. Инаку по самитот Украина Западен Балкан Зеленски објави дека посебно внимание било посветено на формирањето на центар за рехабилитација на ранети деца и војници од Украина со помош на балканските држави. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.